Eden, Eden. Test.
Почитуван председател на Република Северна Македонија Стево Пендаровски. Почитувана председателка на Инженерската институција на Македонија професор доктор Христина Спасеска. Почитувана председателка на Комората на овластени архитекти и овластени инженери професор магистар Кристинка Радевски. Почитувани ректори, почитувани декани и професори, уважени гости, дами и господа. Добродојдовте на церемонијата на доделувањето на признанието Инженерски прстен. И годинава сме собрани да ги поделиме инженерските прстени на најуспешните дипломирани студенти од најуспешните факултети што негуваат инженерски дисциплини во Република Северна Македонија. Манифестацијата на доделувањето на инженерскиот прстен традиционално е под покровителство на председателот на Република Северна Македонија и е во организација на Инженерската институција на Македонија и на Комората на овластени архитекти и овластени инженери. Инженерскиот прстен, кој се доделува на најдобрите дипломирани студенти, представува поттик за изучување на инженерството и придонес за формирање квалитетен инженерски подмладок. Годинава признанието Инженерски прстен се доделува по 19 пат, а со прстен ќе се здобијат 12 млади инженери од различни области. А сега ја поканувам магистар Кристинка Радевски, председателка на Комората на овластени архитекти и овластени инженери, да земе збор. Почитуван председател на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски, почитувани ректори, проректори, почитувани декани и професори, почитувани членови на Инженерската институција на Македонија и Комората, драги млади инженери, ценети гости, ми причинува особена чест и задоволство да ве поздравам во име на сите овластени архитекти и овластени инженери во свое лично име. Задоволството е уште поголемо што денес овој престижен настан се случува на Интернационалниот ден на жени во инженерството, па дозволете ми како жена архитект, инженер и прва жена председател на Комората. На сите жени кои активно работат во инженерскиот свет да им го честитам овој ден, денот кога ги прославуваат своите достигнувања во инженерските професии. А сите знаеме дека тоа е област во која доминацијата традиционално припаѓа на машкиот свет. Радува податокот што и оваа година, слично како и претходната, бројот на девојки добитници на признанието е поголем од бројот на момчиња. Досегашните статистики на светско ниво покажуваат дека и покрај тоа што од 1982 година до денес дури 10 милиони девојки повеќе се стегнале со дипломи, но во областа на инженерството само 15 од нив се носители на диплома, а голем дел од веќе девојки стегнати со диплома по инженерство во текот на својот професионален живот се откажуваат од активно практицирање на инженерските професии. Затоа искрено се надевам дека овој сооднос на нашите денешни добитници ќе продолжи и низ годините на вашиот професионален пат. Признанието Инженерски прстен што 19 години поред се доделува на најдобрите дипломци на инженерските факултети од страна на Инженерската институција на Македонија и Комората на овластени архитекти и овластени инженери, веќе прераснува во институција и представува вистински манифест на поддршка од нас, повозрасните инженери, за младите генерации кои што доаѓаат да ја означат нашата иднина. Навистина е задоволство што овие две водечки инженерски институции веќе 2 децении заеднички ги препознаваат и ги наградуваат најдобрите идни инженери. Ова иницијатива представува само мал поттик за сите млади студенти, инженери, да бидат што подобри, да се вложат повеќе во совладување на тајните и предизвиците на професијата, да придонесат повеќе за развојот на земјава и светот. И токму затоа, Комората, заедно со Инженерската институција на Македонија, продолжуваат да го доделуваат инженерскиот прстен. Млади колеги, ова признание пред се е потврда за вашето воспитување и затоа најпрво би сакала да им честитам на вашите родители, потоа на вашите професори, кои ве водеа на патот кон успехот со посветена работа и грижа еднаква на родителската.
Успесите на нашите деца се и наши успеси, а вие, драги деца, не направивте горди сопатници на вашето патување. Ова награда е признание за вложениот труд, за вашите квалитети, за визијата и вашите соништа, за перспективите и вашите идни патишта. Вие сте пример на своите генерации и докажавте дека само со едукација, упорност, истрајност, многу работа и откажување од бројни задоволства кои се презнак на вашиот младешки дух може да се дојде до врвот и да се добие ова највисоко признание. Денешницата во која што живееме е полна со неизвестности и големи закани по обстанокот на планетата Земја, а заштитата на животната средина е од значење животно за нас. И тука, инженерството ја има клучната улога во изнаоѓање на механизми за зачувување и одржување на екосистемот што не обкружува преку намалување на загадувањето на воздухот, водата, почвата, откривање на нови и обновливи извори на енергија, менаџирање на урбаниот индустријскиот отпад, зајакнување на енергетската ефикасност и ублажување и справување со климатските промени. Градежниот сектор, како најголем загадувач, има најмала продуктивност во однос на останатите сектори, не само кај нас, туку и во светски размери, а главната причина за тоа лежи во фактот што дигиталните трансформации во овој сектор се на најниско ниво споредено со останатите индустрии. Дигитализацијата на процесите во општеството во сите сфери на нашето живење не е повеќе прашање на избор, туку реалност и неопходност за опстанок. Би методологиите и останатите софтверски алатки неопходни за дигитализација на процесите во инженерството, особено градежништвото, со сигурност ќе бидат вашите главни предизвици и цврсто ќе ги детерминираат патеките на вашите идни професии во архитектурата, во градежништвото или инженерството општо. Примената на новите технолошки решенија е императив за подобрување на состојбата во градежниот сектор, иднина во која што вие сите зачекорувате некако природно и интуитивно затоа што сте вие генерации на дигиталните револуции. Комората како професионална организација која што ги обединува сите архитекти и инженери во земјава е вашиот иден дом. Ние со нетрпение ја очекуваме вашата младешка енергија која секогаш внесува динамика меѓу инженерите со сите бои на дигиталните трансформации, иновациите и напредните идеи за обезбедување напредок во светот. Воведување на новитети е секогаш во основата на инженерскиот дух, а воведување на иновациите во работата користејќи ги сите најнови алатки се одлика на вашите млади инженерски практики. Затоа, ова признание нека е поттик за уште покрупни ваши чекори. Ова признание е чест и гордост, но ова признание за сите вас представува уште поголема обврска за да се оправда укажаната почест. Посакувам вие, новите носители на инженерскиот прстен, успешно да продолжите со реализација на своите планови, дали во академската сфера или во практична реализација на инженерски остварувања. На крај, дозволете ми да ви честитам и да ви посакам многу среќа. Продолжете така како што почнавте и небото нема да биде граница на вашите успеси. Бидете љубопитни и храбри, чекорете посветено и упорно на патот кон иднината која ќе биде со сигурност исполнета со безброј предизвици, непознатици, препреки, но чекорете непоколебливо. Со гордост носете на вашите глави круната на ова признание, исправено и достоинствено до секој нареден ваш успех. Каде и да ве одведе животот, секогаш грижете се за својата родна земја. Но бидете примерни и честни граѓани на нашата татковина, секогаш и секаде, затоа што Македонија се надева на вас и вашата професионална поддршка, а нејзината иднина од денес лежи во вашите раце. Ви благодарам. Сега имам честа да ја поканам професор доктор Христина Спасевска, председателка на Инженерската институција на Македонија, да ви се обрати. На Република Северна Македонија Стево Пендаровски, почитуван ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, почитуван ректор на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, почитувани проректори, декани, продекани, почитувани членови на Инженерската институција на Македонија и Комората на овластени архитекти и овластени инженери, почитувани гости. Имам особена чест и задоволство да ве поздравам и да се заблагодарам за вашето ценето присуство.
Овој настане можност заеднички да им оддадеме признание на најдобрите инженери, овогодинишните добитници на инженерскиот прстен. Драги наши млади колеги, ви честитам за признанието на вас и вашите најблиски. Најнапред би сакала да искажам голема благодарност на председателот Стево Пендаровски за покровителството и окажаната можност овде од неговиот кабинет уште еднаш да испратиме порака колку нас ни се важни младите. Денес признанието се доделува на 12 инженери, дипломирани на 3 државни универзитети: Свети Кирил и Методи, Свети Климент Охридски и Гоце Делчев. Строгите критериуми за избор на вашите факултети, драги добитници, зборуваат за квалитетот на дипломата со кое што се стекнавте. Вие влегувате во клубот од 102 носители на инженерски прстен, повеќето истакнати универзитетски професори, успешни професионалци и менаџери, како во земјата, така и во странство. Златниот инженерски прстен, составен дел од вашето признание, содржи круна од дабови лисија, во која се вградени знаците на инженерската институција на Македонија и комората на овластени архитекти и овластени инженери. Тоа е осумкракат звезда, што го представува знаењето и синергијата од сите инженерски дисциплини. Дабовите лисија во македонската традиција се символ на чест и достоинство на носителот. Затоа верувам дека и вие со гордост така ќе го носите. Во годината кога делуваме 19-то признание и обележуваме 102 години од формирањето на првото македонско здружение на инженери и архитекти, несомнено е значајно да ја истакнеме улогата на инженерството за развојот на општеството, но и нашата потреба од нашите млади. Тие треба да бидат идни лидери на технолошки промени кои ќе овозможат надминување на глобалните кризи во кои денеска се наоѓа човештвото. Токму тоа е целта на инженерската институција на Македонија, асоциација од 20 професионални здруженија од сите инженерски дисциплини, преку своето членство во Федерацијата на Европските национални асоциации. Таа е вклучена во иницијативи со кои се зголемува препознатливоста на нашите инженери, надвор од државата, каде знаењата и компетенциите од стекнатото образование и работното искуство се дефинирани според стандарди, што на меѓународно ниво ќе ни овозможи нивен рамноправен статус. Во нашите здруженија новите инженери треба да имаат суштествена улога во донесување на одлуки и представување на своите ставови. Токму поради нивното истакнување и фаворизирање на концептот на интердисциплинарната соработка, формиравме клуб на млади инженери, кој е составен дел од Европската организација. Очекуваме дека нашите млади професионалци со веќе успешна кариера или оние кои треба да ја започнат, како нашите добитници денес, ќе создаваат нови перспективи за нивна соработка. Ќе предложат активности и наставни, секако поддржани од нас, од институцијата, па со нови идеи ќе предонесат во подобрувањето на условите на младите инженери во државата. Да се биде штотуку дипломиран инженер, значи дека сте поминале неколку години факултетско образование, насочено кон изучување на постоечките технологии и владење на фундаменталните законитости на природата. Сите овие знаења ве прават сигурни и подготвени за нови предизвици. Да продолжите со образованието или да започнете професионална кариера. Дека навистина сте добри, веќе ви потврдуваат елитните странски универзитети, кои ширум ги отвараат вратите за вас, уште пред да дипломирате. А компаниите во развиените земји ви нудат одлични почетни плати и брз напредок. Во овој момент не би сакала да припаднам ниту на една од двете спротиставени страни. Првата, дека овде немате перспектива и треба побрзо да заминете. Или другата, да останете, давајќи и шанса на нашата држава. Бидејќи секој млад човек мора да ги следи своите соништа. Зашто само така е среќен и успешен. Може би тоа ќе биде вечна ваша дилема. Дали сте го избрале вистинскиот пат? Впрочем, како што е и наша на постарите. Но постојат факти кои не можам да ги подредам по приоритет. Тој е различен за сите вас, драги млади инженери. Факт
неизберно сте потребни на нашата држава, да ја развивате со нови идеи и да придонесете во подобрување на условите за живот. Факт, треба да го видите светот и да доживеете гордост кога сами ќе се потврдите дека сте добри, како вашите врсници од високо развиените земји. Факт, ништо не може да го замени предизвикот и возбудата кога сте дел од истражувачки тим што има можност да работи на појави што човештвото за прв пат ги осознава, да бидете достапни, да ви бидат достапни најновите технологии и достигнувања. И факт, када и да сте, колку и да сте успешен, секогаш можете да се вратите дома и стекнатото знаење да го пренесете на нашите нови генерации. Затоа што ваша обврска во иднина е да создадете нов инженерски подмладок кој ќе ве наследи. Не сум сигурна како ќе ги поставите вашите приоритети, но сум сигурна дека тоа што ќе го решите како млади луѓе кои се одважиле да бидат најдобри, ќе го следите светскиот технолошки развој. Вие сте иднината на инженерството, независно од тоа дали ќе се вклучите во индустријата или академската средина. Во име на таа иднина, сите ние ви оддаваме признание. Ветуваме дека секогаш ќе бидеме со вас, кога ви се потребни учители. Веруваме во вас дека ќе ги остварите нашите очекувања, ќе станете добри инженери, професори, лидери. Поканам председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски да ви се обрати и да ги додели инженерските прстени. Почитувани, и годинава на 19-тото поред доделување на инженерските прстени на најуспешните студенти од инженерските дисциплини, имам особена чест да ви се обратам како традиционален покровител на оваа значајна манифестација. Дозволете најпрво, најискрено да се заблагодарам на инженерската институција на Македонија и Комората на овластени архитекти и овластени инженери на посветеноста во реализацијата на овој проект и секако на одличната соработка со мојот кабинет. Без сомнение, со доделувањето на оваа признание придонесуваме за афирмирање на инженерските професии, а и самата оваа манифестација придонесува за промоција на инженерството. Од оно што низ годините го гледаме на овие наши заеднички собири, како и од списокот на добитниците на наградата, можеме да се пофалиме со квалитетен инженерски подмладок, кој се повеќе е ценет и кај нас и во странство. Машинци, архитекти, информатичари, технолози, електротехничари, градежни, земјоделски и шумарски инженери, добитници на инженерскиот прстен, но и сите останати инженери се движечка сила на секоја држава. Тие млади луѓе веќе суштински придонесуваат за македонската економија, а со тоа и за благосостојбата на сите наши граѓани. Верувам дека како што е тоа случајот и во развиените земји и кај нас, се повеќе соодветно ќе се вреднува значењето на инженерските струки, а тие се повеќе ќе стануваат привлечни за младите. За тоа да се случи, очекувам надлежните институции, секоја во рамките на своите надлежности, да придонесат за понатамошен развој на инженерството кај нас. Почитувани добитници на признанието инженерски прстен и на денешното доделување, повторно, сакам да ја изразам својата надеж дека најголемиот дел од вас ќе продолжи да се надградува, да напредува и професионално да се реализира во својата родна земја. За таа цел треба да ги отвориме научно-образовните институции и државните институции и органи, но пред се стопанските субјекти, за во нив младите инженери да ги реализираат своите знаења и квалитети и професионално да се надградуваат. Темата за инвестирање во младите инженери и воопшто во младите не смее да остане само на нивото на пригодна политичка реторика, туку тоа треба да функционира и во пракса. Сите сме заситени од флоскули и убави зборови, додека во реалноста промените не се случуваат со потребното темпо. Живееме во сложени времења, со постојани тензии, здравствени и економски кризи, кои влијаат на нашето спокојство, благосостојба и квалитет на животот. Да се обединиме зад добрите идеи и проекти и да ги искористиме овие години за повлекување на вистинските чекори во насока на развој и напредок на нашата татковина. Проблемите се решаваат само со креативност, иновативност, упорност и
само доверба, а во тој процес движечка сила треба да бидат нашите млади, со чии знаење и вештини, енергија и мотивираност ќе можеме да ги надминеме сите предизвици. Со желба за просперитетна, модерна и економски силна Република Северна Македонија, во која вие ќе си го најдете своето место, ви честитам на добивањето на инженерскиот прстен за 2022 година и ви посакувам пред се добро здравје, многу среќа и успех во градење на понатамошните ваши инженерски кариери. Следи чинот на доделувањето на прстените. Ја повикувам Ана Јанкуловска, Архитектонски факултет, Универзитет Свети Кирил и Методи, Скопје. Ана Тодорова, Градежен факултет, Универзитет Свети Кирил и Методи, Скопје. Стефани Јосифовска, Машински факултет, Универзитет Свети Кирил и Методи, Скопје. Небојша Левковски, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет Свети Кирил и Методи, Скопје. Дамјан Петровски, Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет Свети Кирил и Методи, Скопје. Андреј Миловановиќ, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет Свети Кирил и Методи, Скопје. Бисера Доневска, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг Ханс М, Универзитет Свети Кирил и Методи, Скопје. Наум Димитриевски, Факултет за електротехника и информацијски технологии, Универзитет Свети Кирил и Методи, Скопје. Блерина Зендели, Факултет за дизајн и технологии на мебел и интериер, Универзитет Свети Кирил и Методи, Скопје. Теодора Петковска, Природно-математички факултет, Универзитет Свети Кирил и Методи, Скопје. Стојче Речановски, Електротехнички факултет, Универзитет Гоце Делчев, Штип. Марија Стојановска, Технички факултет, Универзитет Климент Охридски, Битола. А сега ја поканувам Ана Јанкуловска да се обрати во името на добитниците. Почитуван председател, господин доктор Стево Пендаровски. Почитувана госпоѓа Кристинка Радевски, председателка на Комората на овластени архитекти и овластени инженери. Почитувана госпоѓа Христина Спасевска, председателка на Инженерската институција на Македонија. Почитуван ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, господин Никола Јанкуловски. Почитувани декани, драги родители, почитувани присутни. Ми представува особена чест што имам задачата да ви се обратам и да ве поздравам во името на сите овогодинешни наградени
најдобро дипломирани инженери, односно во името на новите членови на клубот на носители на инженерскиот прстен. Со ова би сакале да потенцираме од колкаво значење е ова признание за нас. Инженерскиот прстен ќе го носиме како главен подсетник за идните одговорности, предизвици и задачи, односно за нашата улога во општеството како млади инженери. Најпрво би сакале да се заблагодариме на нашите семејства кои не поддржаа и ни овозможија да го избереме инженерството како идна професија. Потоа, на образовните институции и посветените професори кои не прифатија и не насочија кон успехот. И на крај вас, инженерската институција на Македонија и комората на овластени архитекти и овластени инженери под покровителство на председателот, кој го препознавте и го наградивте вложениот труд, мотивирајќи не да се насочиме кон себе подобрување и професионално усовршување. Додека научниците го осознаваат и проучуваат светот кој постои, светот во кој екзистираме, ние инженерите ќе се фокусираме кон креирање на светот кој никогаш не бил. Свет подобар од овој кој што го имаме. Дел од нас можеби ќе се насочат во научниот и едукативниот дел на инженерската струка. Дел ќе започнат со работа во пракса, изучувајќи ги практиките од поискусните колеги. Инженерскиот прстен за секој од нас е обврска да бидеме уште подобри инженери. Како и досега, патот до ова најпрестижно признание на еден студент бил поплачен со многу труд, работа, посветеност, одрекувања, така и од сега понатаму продолжуваме со истата енергија и фокус кон повисоки цели и достигнувања. Од нас, инженерите, се повеќе се очекува да играме водечка улога во одржливиот развој, надминувајќи ги глобалните предизвици, како што се експлоатација на ресурсите, загадувањето на животната средина, брзиот пораст на населението и оштетувањето на екосистемите. Во 20-тиот век инженерските достигнувања беа развиени, не земајќи го во предвид нивното влијание врз социјалните, економските и еколошките природни системи. Денес, наша задача е да го промениме начинот на размислување и действување, оставајќи зад себе одржлив, постабилен и подобар свет. Со ова обраќање ви ветуваме дека ќе оправдаме стекнатата доверба, ќе останеме дисциплинирани и посветени на високите критериуми, преку следење на светските текови и иновации, ќе дадеме одговор на новите предизвици, заедно ќе придонесеме кон развојот на инженерските сфери во нашата држава. Со гордост ќе ја носиме титулата членови на клубот на носители на инженерскиот прстен, а ова признание ќе биде само почеток на нашето доживотно интелектуално обновување и стекнување нови вештини и компетенции. Ви благодарам. Почитувани, полека ја привршуваме официјалната програма од денешната церемонија на доделувањето на признанието Инженерски прстен. Ви благодариме на присуството и пред самиот крај ги повикувам годинешните добитници за заедничка фотографија со председателот Пендаровски. Ги поканувам и председателите на институциите да се приклучат, а потоа и останатите гости.